Добар и убав ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте во ново издание на емисијата Збор по збор за овој вторник, 21 мај. Ден, односно ноќеска, започна предизборниот мол, кој што ќе трае до утре до 19 часот. Затоа денеска емисијата Збор по збор ја имаме во ваков формат, односно ќе имаме простор и можност да разговараме со нашиот гостин во денешното издание на Збор по збор, доктор Александар Сајковски. Ќе имате можност секако и вие да поставите прашање, односно да се јавите во режија, каде што секако ќе ве пречекаат и ќе можете да го поставите вашето прашање, а доктор Александар Сајковски ќе го одговори во вториот дел од емисијата, односно по рекламите. Ќе зборуваме за една многу значајна тема за децата, но и за сите ние кои што имаме деца, но секако и кои што живееме со деца, затоа што веќе не е само раната пролет, оној период кога се појавуваат алергии. Ако некогаш било така, сега имаме тенденција на пораст на алергиите, тоа многу различни видови на алергии кои што се појавуваат во различен период. Но јас нема да должам многу заради тоа, ќе ви кажам добар ден доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добар ден, благодарам за поканата и се надевам дека ќе продискутираме, ќе има прашања да продискутираме на оваа тема. Да, добро познат педиатар, верувам дека и гледачите, односно голем дел од нив ве познаваат и ве знаат затоа што имате и гостувано во нашата телевизија, но секогаш сте тука да одговорите за оние значајни прашања кога станува збор за децата. Алергија кај децата, како се препознава и кога почнува третманот? Она со кое што јас би сакала да почнеме денеска е кои се ризик факторите за тоа зошто доаѓа до појава на алергија? Па знаете, денеска во ова модерно време во 21 век, објективно алергиите се поизразени, се повеќе и повеќе. Денеска веќе скоро 30%, не се полни 30%, ама скоро 30% од децата развиваат некаква алергиска реакција. Без оглед дали ќе почне во пораната детска возраст како атописки дерматит, по кожни реакции, или после ќе се развие како воспалителна реакција, да кажам, алергиска воспалителна реакција на нос, на очи, како конјуктивит, ринит или како бронхит или како астма. По принцип алергиите се почести. Меѓутоа, она што е многу карактеристично е што тие алергии почнуваат да се преклопуваат една со друга и тоа е денеска општ став дека 21 век дефинитивно ќе биде векот на алергиите. А кога почнуваат, тие може да почнат во било кое време. Едино нешто во кое што има одредена заштита се бебињата во првите 6 месеци, затоа што бебињата начелно најчесто го добиваат имунитетот од мајката, во тек на бременоста, и имунолошкиот систем на мајката го штити бебето, поизразено го штити од алергии и од некои други заболувања, и ако е на доење, нормално. Доењето е предуслов затоа што мајката пренесува бебе што е доено, значи има помалку шанси да развие алергија. Меѓутоа, ако на тоа се надоврземе, интересен е податокот дека денеска на планетава Земја негде нешто повеќе од 35% од децата што се раѓаат со царски рез. Тоа е најраширената хируршка интервенција на планетава Земја, а деца кои што се родени со царски рез во подоцнежниот дел од животот, негде 2, 3, 5 година, па и покасно, имаат многу поголема изразеност за развој на алергиски реакции, не заради хируршката интервенција, далеку од тоа, но заради тоа што не ги добиле оние позитивни бактерии кои што мајката ги спрема во тек на бременоста, кои што ако е природно породување, едноставно не треба да скокнат на новиот брод што се вика бебето ново, Така да фактори има многу кои што влијаат, али она што е за нас многу важно, што се поголем број на деца се со алергиски реакции. И тие, да одговорам сега и на вашето прашање, се препознаваат веднашка, уште на почеток, во било која форма. Самите родители веќе
најголем број од Знаат да родителите препознаат. па знаат, едноставно и бараат помош, нели, доаѓаат до нашите амбуланти да се направи консултација во тој дел. Да, топлото време некако не тера нели се повеќе да идеме надвор, тоа е убаво секако нели и за децата, за примањето на D витаминот, но и тие нели се секако посрекни надвор, но сега кога станува збор еве за ваков период кој што го имаме ние пролет, веќе доцна пролет, но сепак се развиваат алергии. Кои се најчистите еве типови на алергии кои што во овој период еве сега се развиваат, односно вие како педијатар со кои што се соочувате? Сега ќе ви одговорам на тоа, меѓутоа вие загатнавте на точка многу интересна, тоа е D витаминот. Знаете како, ние, нашава држава, нашиот простор овде и, впрочем, целиот Балкан, и углавном повеќе изразен сончеви денови има. Можеме да кажеме негде 250-260 дена во годината се негде сончеви денови, а ние имаме деца кои што се со рахити, со слабост на коски. Затоа што не се внесува доволно D витамин или не се изнесува доволно надвор за да се создаде D витаминот во кожата. А D витаминот доскоро, мислам, сака ќе ви одговорам и на ова што го прашавте, меѓутоа D витаминот е битен затоа што последниве 10-15 години се виде дека не е он само витамин кој што помага во зацврстување на коските, нели, за зајакнување на коските, него многу е значен затоа што тој најактивниот метаболит на D витаминот не се создава само во бубрегот, се создава и во други органи, меѓу кои и во имунолошкиот систем, и фактички деца кои што се со дефицит на D витамин имаат почесто инфекции и почесто може да развиваат и алергии. Тоа е за жал така да ние треба едноставно да не заборавиме да ги суплементираме со доволно D витамин или да ги изнесуваме надвор да ги фати сонцето, нели? Меѓутоа, кога зборуваме за најчестите форми во овој период, алергија, и тоа мораме да споменеме, алергија може да направи се. Генерално, сите молекули кои што се страни за нашиот организам, може да направат алергиска реакција. И затоа денеска зборуваме за алергиите како состојба на имунитетот, а не болест која што е она, нели, класично како болест што ја велиме, нели, го состојба на имунитетот, на еден дисбаланс во кој што доваѓа до потенцирање на тој алергискиот дел на имунитетот. И ако вие видите, например, алергиите се многу чести во ултрачисти средини. Например, земете ги скандинавските земји, каде што децата не развиваат инфекции, затоа што се, нели, хигиенодиететскиот режим е таму многу подобар отколку во посиромашните земји, и таму има многу малку инфекции во тек на првите 5-6 години, меѓутоа многу повеќе алергии. Што ќе рече дека децата треба да се изнесат надвор. Децата во градинка, кога одат, треба да се изнесат надвор, да се играат, треба да се испрљаат, треба да фатат земја, кал. Сигурно. Треба да фатат кал и земја, затоа што на тој начин, велиме, така го кажуваме ние во педијатријата, антигено се стимулираат, се засилува тој делот од имунитетот антиинфективен, нели, антивоспалителен, а антиалергискиот слабе и помала е шансата да се развие алергија. Но директен одговор на ова ваше прашање е дека во првите 5 години од животот, најчесто, не апсолутно секогаш, најчесто алергиите се на линија на исхрана. Зборам алергија на поедини храни, да кажеме, на поедини компоненти од храни, помалку на инхалативни алергени, како што се полен, домашна прашина и така натаму, но понатаму може да се трансферираат од тој тип на алергија, што ја велиме нутритивна, нели, на храни, понатаму да се развијат во инхалативни алергии. И тие се веќе поопасни, хајде, така да кажем. Добро, и како се препознаваат еве и симптомите? Многу чисто алергијата има симптоми речиси исто како настинка, па кога е периодот на настинки, нели, некојаш родителите се двумат, не знаат дали станува збор за алергија или пак едноставно само за настинка. Па да, алергиите може да се јават, значи класична манифестација може да биде промени по кожа. Она што викаме уртикарија, нели, црвенила као петна кои што се појавуваат по кожа, кои што се шират како географска карта на кожата, со чешење, па дури со температура, покачување и така натаму. Меѓутоа, може да се јави и конјуктивит, и едноставно ринит, значи као една форма на воспалителна реакција на очите и на носот,
каде што имаме течење на нос, бистра секреција, кивање, течење на очите. Типично е кај алергиите дека се потенцира и црвенилото на очите, до појава на кашлици, кои што може да бидат поизразени, кои што и може да дојде нормално и до крајно гледано, ако е малку симната доле алергијата према белодробието, до потешко дишење, значи како форма на астматичен напад. Така, што се случува во организмот, односно во телото во организмот на детето кога се соочува со алергија или кога за прв пат се сретнува организмот и за прв пат детето пројавува алергија? Тоа е фактички одно што го спомнавме преска класична имунолошка реакција. Значи, кога имате некоја молекула, да речеме, ако е од храна, например, може да направи реакција која што е по кожа, но може да направи и стомачна реакција, да речеме дури и со појава на диареја, така. Но оние алергии кои што се по-силни, поизразени, може да направат отежнато дишење. Кашлање и отежнато дишење. Тие се веќе, да кажем, поозбилни алергии во смисол на тоа дека терапеутски треба побрзо да се прииде до нив и побрзо да се смири. У основа што се случува? Се случува од клетките се ослободуваат едни молекули кои што прават алергиска реакција по телото, на дишните патишта ги стегаат и прават отежнато дишење и ние треба да го сузбиеме ослободувањето на тие алергиски молекули, да кажем. Меѓутоа, ако ќе ги земете лековите кои што се користат, значи, постојат две големи групи на лекови кои што се користат за лекување на алергија. Едната ние ги викаме антихистаминици, нели? Тоа се цела една група на лекови кои што намалуваат ослободувањето на тој хистамин кој што ја прави алергијата, а другата група се кортикостероиди. Сега, и едните и другите помагаат, значи без оглед дали тие кортикостероиди се како инхалации, ако има детето обструкција, или треба да ги прими како таблети, сируп или инекции, без оглед на сето тоа. Меѓутоа, тоа се лекови кои што делуваат во моментот и кои што у суштина треба да ја смират алергијата во тој момент. Али клучниот проблем е да го избалансираме имунитетот, за да не се повторуваат алергиите. Да, ќе ги поканиме туку уште еднаш гледачите, за оние можеби кои што се вклучија малку и подоцна, дека можат да се јават на нашите добро познати броеви за да поставите прашања доколку имате и сакате да ви објасни доктор Александар Сајковски токму на оваа тема и тоа како значајна, особено за овој период, но и во текот на целата година веќе алергиите немаат некој бум, да, се случуваат највеќе во пролета, но сепак сите оние останати алергии може да бидат во било кој период од годината. Ја споменавте и домашната прашина, многу често децата се алергични на домашна прашина. Како да се избориме против домашната прашина? Домашната прашина, тоа е фактички една од еклатантни примери на алергија. Домашна прашина, полен, например, исто така, нели? Поленот може да зависи, да речеме амброзија кога цвета, па тогаш има повеќе алергии кои што се манифестираат кај деца на таа. А меѓутоа домашната прашина имате цело време. Нон-стоп. Проблемот со домашната прашина е во тоа што најчесто во неа живеат така наречени дерматофагоиди, тие се да кажем микроскопски мали микроорганизми кои што кога ќе влезат во дишните патишта баш прават онака може да направат изразено напнување, да кажем, на некој начин на имунолошкиот систем и тоа напнување во основа да доведе до појава на, да речеме, обструкција на дишни патишта, бронхитис, слика на бронхитис, а детето да нема инфекција, да е во основа алергија, или да манифестира напади на отежното дишење како астматични напади. И борбата со домашната прашина е веќе реално една, смеам така да се изразам, една од најкомплицираните борби. Зашто? Затоа што во основа треба да, едноставно, многу е тешко да ја избегнете. Значи, малте не секаде дома имате домашна прашина. Еден од начините, ако детето има такви обструкции на дишните патишта, е да се промени постелнината, да се променат душиците,
да се земат така наречени медицински душеци, постелнина и перници, кои што не упиваат во себе домашна прашина, и исто така да се прочисти воздухот, нели, во домашни услови. Да, сигурен сум дека некој ќе рече, ама чекајте, не можам ја да го ставам дете во подстаклено звоно, што е точно у принцип, нели? Меѓутоа, ние самиот ризик на напнување, на натегање, ај така да кажем, на имунолошкиот систем го намалуваме, па самите реакции се намалуваат. Меѓутоа, знаете, кај алергиите, што е многу интересно, имате деца кои што се еднакво, например, алергични на, ќе речеме, на домашна прашина или да речеме на било која некоја друга компонента, на протеини на млеко, например. Меѓутоа, не манифестираат тежина на алергија еднакво двете деца. Кај некој е поинтензивно, кај некој е помалку интензивно. Тоа сега различно реагираат. Апсолутно, да. И различно реагираат. Ама тоа сега веќе зависи од имунолошкиот систем на детето. Тоа значи дека ние цело време треба да се трудиме да имунолошкиот систем на детето го држиме у добар баланс. Оти кога го држите у добар баланс, тогаш и алергиите се намалуваат. Тоа добар баланс подразбира да се дадат помошни лековити средства, лекови, нели, одредени суплементи, да кажам, нели, кои што ќе помогнат да се засили антиинфламаторниот, тој е еден дел од имунитетот кој што се бори со инфекции, а да ослаби алергискиот имунитет. Има такви, меѓу нив и D-витаминот, преска, пред малку што го споменавме, денеска не ни зборуваме за витамин D, денеска збориме дека е тоа хормон, не е витамин. Тоа е, например, нешто најлесно што може да се направи. Излезете надвор у 11-12 саат на сонце, седите 15 минути на сонце, малце разголено детето, ќе создаде доволна количина на D-витамин за цел ден. Значи 15 минути, не збориме да седи на сонце многу долго, нели? А тој D-витамин да помогне во корекција на тој имунолошкиот систем. И сега, од друга страна, неизбежно, не можам да не кажам, нешто што е екстремно важно, а тоа е како се храни дете. Значи, она што е за жал во нашите услови многу лошо, користењето на тие пестициди, хербициди, органофосфати, разноразни субстанции кои што се користат за прскање на зеленчук и овошје, се едни од клучните молекули кои што можат да го оштетат имунолошкиот систем на детето. Тие се толку можат во длабоко во имунитетот да делуваат, што може дури кај едно дете да дојде на 2 годишна возраст оштетување на дел од имунитетот, а клинички да почне да се манифестира тек 3-4 година, кога некоја инфекција, некоја настинка, некој грип, нешто, ќе го стимулира појавувањето на тоа. И сега, и тоа е она што би рекле модерно прашање, нели, органска храна или биохрана. Значи, ние треба да се трудиме да храната биде што помалку третирана. Сами да се одгледуваме најдобро, веројатно, доколку имаме услови и можности и доколку знаеме. Доколку знаеме, да. Не, апсолутно е најдобро тоа, нема дилема. Меѓутоа, знаете, кај имунолошкиот систем кај децата е како прозорец. Оно може да впива се, ама тоа што ќе впие штетните молекули, како што ги споменавме овие, може да доведе до длабоки оштетување на имунитетот. И сега ние се чудиме зошто е зголемен бројот на деца кои што развиваат алергии, деца што развиваат автоимуни болести, деца што развиваат малигни болести, се поголем е бројот, а сега не е клучен само еден, ама еден од факторите е и тоа користење на тие пестициди, да не речем и забранети пестициди по Европа, слушаме дека ги има имаме на пазарот, токму така. Го споменавте неколку пати D-витаминот, сега ни доаѓаат се повеќе сончеви денови, нели? Колку треба да се употребува оние суплементи кои што ги даваме, нели, во зимскиот период додека го немаме сонцето во изобилие? Во однос на D-витаминот, на трет пат го спомнуваме, стварно е многу битен. Во однос на D-витаминот, што е многу интересно. Ние сите се плашиме да излеземе на сонце заради оние ризици од појава на канцер на кожа, нели? Кожата дури и памти колку е изложена на тоа ултравиолетово зрачење и така натаму. Меѓутоа,
D-витаминот, откако е откриено дека делува и на имунитетот, а не само на подобрување на коските и на низа други функции, D-витаминот фактички утврдено е дека за да се создаде D-витамин во кожа, аголот на сонцето треба да е над 45 степени на хоризонтот. Тоа значи, вие ако излезете и разголени, да речеме го разголите вашето дете у 8 сабајле, оно нема баш да создаде D-витамин у кожа. Ама ако го однесете у 11 или 12 часот, без оглед ако е топло, 10-15 минути без фактор за сончење, 10-15 минути се доволно да создаде доволна количина на D-витамин. Кај возрастните луѓе, да речеме кај нас, тие 15 минути може да се создадат 10.000 единици во кожата на D-витамин. И до денеска во медицината и покрај толкава количина на D-витамин создадена во кожата, не постои интоксикација со D-витамин на луѓе кои што се излагале на сонце. Тоа не постои. Добро, значи секогаш ни е добро дојде да нели изложувањето на сонце, секако да биде нели краткотрајно во граници на нормалата. Се извинувам што ве прекинав. Знаете како, ние ако не знаеме што треба да правиме, треба да ја следиме природата и она што човештвото го правило порано. Порано луѓето биле повеќе изложени на сонце. Да, работеле на нива. Апсолутно, мислам, користеле храна која е чиста. Ние денеска користиме храна која е многу загадена и која е богата со пестициди. Значи, многу е сменет стилот на живење. И има на последниот конгрес кој што беше за одредени за здрава храна, и да кажам така, и за пробиотици, како едни од имуномодулаторите, беше кажано дека една многу интересна презентација во која беше кажано дека ако збориме за имунитетот, тоа е многу зависно од тоа што јадеме. Така. Многу е значено, секогаш нели мислиме дека јадеме здраво, но си некако со внесувањето на сите пестициди и отрови, дека е толку здрава храната нели која што ја наоѓаме на пазарот кај нас. Да се навратиме на алергиите. За прв пат се соочува дете со алергија, нели родителите, бабите, дедовците, испаничени, нели не секој во првиот момент може да препознае за што станува збор. Како се действува тогаш, односно што е она што треба првото да се направи? Има дечија нели кои што текуваат, имаат црвенила големи, имаат кивање нели многу често кои што не може да им престане и слични симптоми. Тоа е веќе домен во третманот, значи кога ќе приметат дали се родители, дали се баби, дедовци, кога ќе приметат дека се јавуваат тие знаци кои што одговараат на алергија, како што е да речеме промени по кожа, нели ова што рековме уртикарија, нели цели тие плочи црвени, или, например, кивање, кашлање, течење на нос, нели, од очите, конјуктивит, да кажеме, па и потешко дишење. Тука топло би им советувал на родителите и на сите што ги чуваат децата да не почнуваат терапија сами. Иако сите тие лекови кои што се користат во лекување, во смирување на алергијата ги има, но не се премногу, сепак што ќе се примени многу зависи од тежината и од степенот на самата алергија. Постојат, рековме преска, тие антихистаминици. Например, има некогаш нема потреба да детето прима инекција. Значи, доволно е со сируп за дечиња или за поголеми деца таблетки, фактички ќе дојде до смирување на алергијата. Кај некој, каде што обструкција, например, веќе е поинтензивна, може би со инхалација ќе се смири самата алергиска реакција во моментов, а кај некој веќе и треба да се даде, еве да речеме инекција, венска или мускулна, најчесто венски инекции, за да побрзо се смири. Особено ако се јават најтешките форми на алергии, каде што имаме оток на ниво на гласните жици, каде што постои ризик од задушување. Тука терапијата е промптна, хитна, и инхалации, и инфузии, и преку вена лекови. Така да, ја не би им советувал, дури да е блага алергија, сепак си направат консултација со педијатар. Да, затоа се тука нели секогаш докторите, педијатрите, оние кои што нели треба да кажат за што станува збор. Доктор, ќе направиме пауза тука за реклами. По рекламите секако ќе ги поставиме вашите прашања, односно сите вие кои што се јавивте и сакавте да добиете
одговор на вашите прашања од нашиот денешен гостин во ова денешно поинакво издание на Збор по збор, доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија во клиничката болница Аџибадем Систина. Останете понатаму заедно со нас. Добар дојдовте назад, почитувани гледачи. Добар ден, може би за оние кои што малку подоцна се приклучија на Алфа телевизија. Ја следите емисијата Збор по збор. Денеска поради изболниот молк кој што започна синоќа на полноќа, ќе трае се утре до 19 часот. Имаме поинаков формат на емисијата. На моје огромно задоволство и секако на ваше располагање и на наше располагање. Ова попладне го имаме доктор Александар Сајковски, педиатар, специјалист по педиатрија во клиничката болница Аџибадем Систина, така што се уште можете да се јавите во режија и да поставите прашања до него, доколку имате потреба секако. Тој ни стои тука на располагање се до 14 часот и 20 минути негде. Докторе, ќе ве задржиме малку повеќе од предвиденото, нели? Но ќе почнеме нели со прашањата кои што ги добивме од режија, односно гледачите го очекуваат вашиот одговор. Гледачот Охрид вели сопругата му е 70 годишна, има развиена алергиска реакција на убот од пчела и тоа во последно време. Третирано со посета на доктори со инекции, ги споминавме претходно нели инекциите, претходно повеќе пати биле каснати од пчела, но немале никаква реакција. Прашањето е зошто се јавува алергиска реакција доцна во животот, а претходно немало, и дали и што треба да се преземе во таква ситуација при појава на алергија од убот од пчела. Исто така, нели може да го споменеме ова и за децата. Може да одговориме нели за повозрастната публика, односно за жената пациентка која што си има соочено со ова, но секако ова се случува и кај децата. Да, апсолутно. Убодите од пчела, оса и други, да речем така, стршлен, например, тоа е веќе и уште појако, може да направат една многу брза, јака и ние викаме анафилактична реакција. Значи, најбрзите алергиски реакции, најжустри алергиски реакции може да предизвикаат убоди од пчела, например, или од оса. Убодите од пчела и оса се многу важни за да брзо се реагира. Затоа што тој тип на реакција кој што се јавува кога е убод од пчела во прашање, може да биде многу жесток, многу брз, да доведе до многу отежнато дишење, до отоци многу изразени и до, да кажем, тоа се вика анафилактична реакција, нели, најбрза, која бара брзо лекување. Затоа, убодот од пчела, вие едноставно не можеме да знаеме, еве и прашањето на гледачот, значи во било кое време од животот може да се појави. Алергиската реакција, еве конкретно од убод од пчела, може вие да не сте алергичен воопшто, во еден момент да се активира. Тоа ви е како со оние алергии на пеницилин што ги велиме, нели? Правите алергии на пеницилин, вистинската алергија на пеницилин, никогаш не се јавува при првото давање на пеницилин. Затоа што телото не го знае тој антиген. Тоа страно тело, да кажем, ај така да се израза. Треба да примате повеќе инекции такви и после 10-та, 20-та, 100-та, да речеме, нели, да се развие таа анафилактична реакција која е, в принцип, многу страшна. Меѓутоа, од друга страна, затоа зборам за инекциите пеницилин, кој што порано се дава многу почесто отколку сега. Ние порасновме со тие инекции. Па, у принцип, да, многу често се дава. Меѓутоа, затоа се даваат во амбулантски, односно болнички услови, меѓу другото, за да може да се реагира ако треба. Истото е со пчелата. Значи, на првиот убод не мора да развиете алергија, меѓутоа се ствара тој алергиски имунитет и после тоа на наредно може да се развие. И затоа убод од пчела или оса тоа бара брзо реагирање, за секој случај одење до најблиската амбуланта или до најблиската болница, покрај она што е основно што се дава, да не треба да се даде и некоја инекција или нешто што е појако во тој дел. Така, а значи ли дека детето, ако е касно тој да се вратиме на децата од пчела,
и пројавува алергија, односно реакција на уботот од пчела, дека и понатаму при секое каснување од пчела дека ќе се случува исто. Не мора да значи дека при секој убот. Најчесто се случува, меѓутоа не мора да значи дека на секој убот ќе изреагира. То повторно зависи каков му е имунитетот. Дали е избалансиран или не. Крајно гледано, па све зависи од имунитетот, од имунолошката реакција. А во ситуација кога е алергискиот имунитет многу засилен, може да има бурна реакција. Кога е избалансиран со другиот дел од имунитетот, може реакцијата да биде сосема блага и да нема потреба да прима инекции. Така, да се вратиме на прашањето. Уште еден гледач од Охрид, многу охријани не гледаат по планево. Прашуваат 8 годишно момче со оси по телото, како топчиња исфрлени на телото и прстите му се отечени, прима инфузија 3 дена и не поминува. Во меѓувреме сестричката има сипаници, но докторот од Охрид вели дека кај момчето не е сипаница, што може да биде? Веројатно прашуваат нели за овој осип кој што го има момчето. Се осипот малце е тешко да се одговори без да се види, нели? Меѓутоа генерално многу е типичен осипот кога имаме сипаници. Без оглед Почнуваат дали... од главата? Па да, без например варичела која е најчеста, она овчата што ја велиме, нели? Тоа е осип во кој што се појавуваат меурчиња пратени со температура, нели, како ситни мали меурчиња, детето 2-3 дена избиваат нови и тие се релативно типични и релативно, ќе кажам, лесни за диагноза. Меѓутоа, ваков осип, каде што има само точкасто црвени точки, не мора да значи да е, значи не личи вака по описов што дал гледачот на сипаници, но не мора да значи ни дека е алергија. Може да се работи за друг тип на вирусна инфекција која дава осип по кожа. Има доста вирусни инфекции каде што таргет орган меѓу другото е и кожата и се појавуваат реакции во вид на црвени точки или чак и поголеми точки кои што може да се спојат меѓу себе. Така да тоа треба да се провери дали е во прашање инфекција или алергија. Така, дете од 2 години и 3 месеци кое што е родено со царски рез, постојано има блед тен и чести алергии. Родителите се сомневаат дека детето е алергично на глутен и на домат, бидејќи после јадење на тие намирници почнува чешање, црвенило, осип по грбот. Родителите по препорака на доктор го мачкаат со креми за ублажување на алергиската реакција, но докторот вели дека е премногу мало за да се направи алергиско испитување. Прашуваат што може да направат за да му ги улеснат симптомите и дали на оваа возраст може да се направи алерготесто. Детето е 2 години и 3 месеци. Да. Значи, овде очигледно дека лежи нешто алергиско. Меѓутоа, да почнеме од почеток. Царски рез. Значи, сега пред 2 месеци излезе еден феноменален труд во едно големо списание во Science, кој докажа, иако има и други, ама ова беше многу интересен, долготраен труд, кој покажа дека мајките во последните 3 месеци од бременост мора да примаат пробиотици. Ако не примат, значи да се суплементираат, ако не ги примат, децата што ги раѓаат после имаат поголема шанса да развијат алергии. Целата идеја и целата анализа во тој дел се фактички однесува на тоа дека во тек на бременост, во последните 3 месеци, мајката во својата флора, бидејќи природата не познава царски рез, познава природно породување, во својата флора обезбедува голема количина на така наречени лактобацилуси и бифидобактериуми, кои што треба да се префрлат на бебето кога ќе дојде актот на раѓање. И они го колонизираат бебето. Ова морам да го објаснам, затоа што е многу важно. Во случај да бебето се роди со царски рез, например, тогаш тие бактерии кои што едноставно можам слободно да кажем со милениуми години се пренесуваат генерацијски во едно семејство, нели, пошто постои разлика во микробиомот. Секогаш имаме разлика во однос на структурата на тие бактерии кај секоја индивидуа. По принцип, они не ги добиваат тие позитивни бактерии.
Они почнуваат да се колонизираат, тие бебиња кои што се родени со царски рез, почнуваат да се колонизираат со бактерии од околината. Од мајката, од таткото, од болницата, од дома, нели? Таму доминантна бактерија е стафилокок. И дете кое е родено со царски рез има послаб, поспор развој на имунитетот, затоа што овие позитивните бактерии кои ќе се населат, сега да не се чудат нашите гледачи, затоа што најголемиот дел, 65%, 70% скоро посто од нашиот имунитет се наоѓа во цревата. Во цревата, нели, во лимфните јазли покрај цревата. Најголем дел. И сега, многу е битно како ќе се колонизира цревото, со кои бактерии, позитивни бактерии или, ќе ги кажам, негативни бактерии. Кога ќе се колонизира со позитивни бактерии, они помагаат во стимулирање на имунитетот, во развојот на имунитетот, помагаат во ослободување на пример, на IgA антитело, помагаат на тие одредени цитокини. На пример, само чисто да кажам овака, да не влагаме у хемија и биохемија, има еден интерлеукин 10 кој што фактички е контролор на имунитетот. Кај децата кои што се родени природно и имаат добар микробиом цревен, имаат добро ниво на тој интерлеукин. Кај другиве е понизок и контролата на имунитетот е полош. Затоа ние и препорачуваме кај децата кои што веќе се родени со царски рез да примаат одредени позитивни бактерии, пробиотици, за да се стимулира самиот имунитет. Сега, тие деца имаат поголема шанса во тек на животот, бидејќи е послаб имунитетот, имаат поголема шанса да развиваат инфекции, но во исто време имаат и поголема шанса да развијат и алергии. Сега, тоа е она што треба ние превентивно да го направиме, за да не дојде до развој на бактерии. Штетни бактерии, избора. Затоа сакав од почеток. И уште една информација многу битна во тој дел. Значи, да почнеме од почеток. Па ќе одговориме дополнително за ова детенце од 2,5 години. Дополнително, детето ако е доено, ние долго време мислевме во медицината дека мајчиното млеко е стерилно. Не е стерилно. Во мајчиното млеко има пробиотски бактерии, позитивни бактерии, и лактобацилуси, и бифидобактерии. Она и со незиното млеко додава плюс на бебето и додава и други молекули, имунолошки, лимфоцити и така натаму, дури и еден фактор кој што се вика антистафилококен фактор. И на тој начин детето станува имунолошки подобро, а шансите за алергија се помали. Кај децата кои што сега се родени со царски рез, па се плюс на вештачка исхрана, тие фактори ги нема. Сега ние што можеме да додадеме? Можеме суплементација да направиме со дел од пробиотиците, нормално D-витаминот заради развој на коскениот систем кај нив и имунитетот нормално, и да пробаме со некаква суплементација, ама вештачката исхрана не е исто што и мајчиното млеко. Апсолутно да, а за жал се почесто сме сега кај детево што постави прашање гледачот, значи би сакал да одговорам многу едноставно. Значи има повеќе типови на тестови, алерголошки испитувања. Во зависност од тоа какви алергии прави детето. Има испитување на она што го велиме специфичен имуноглобулин Е, кое што народски се збори испитување на алергија преку крв, и има она испитување кое што е класично, нели, на подлактиците на кожата. Испитувањето на кожата е златен стандард за диагноза на некоја алергија за која треба подолго траен третман. Тука нема дилема. Меѓутоа, тие тестови се прават кај деца над 2,5-3 години. Тестовите за IgE, специфичен IgE, се прават кај деца над 6 месеци. Така да тие може да се искомбинираат или комплементарно да се направат. И добро е, ако веќе се прават, да се направи проверка на имунолошкиот статус на тие антителата, нели се она што треба, за да знаеме каква е ситуацијата со детето. Да имаме навистина многу прашања, надам дека времето ќе ни биде доволно за да ги одговориме. Повторно имаме уште едно прашање од возрастна пациентка која што со бројни алергии на трева и на бреза со години наназад користела пумпица пирива респимат
но оваа сезона не и делува оваа терапија. Што да прави понатаму, односно кој спреј за овој тип на алергии би ги препорачал докторот? Значи, има повеќе типови на спреови кои што се користат за смирување на алергија. Да речеме на тие инхалативни алергени како што е полен, трева, домашна прашина и така натаму, нели? Сите тие лекови во принцип се состојат мање више од комбинации, единечно или комбинации на така наречени инхалативни кортикоиди, бронходилататори, например, како што е салбутамол или и други, нели, значи кои што ги отвараат дишните патишта и го смалуваат воспалителниот процес во белодробие. Она што е типично за нив е тоа дека они навистина помагаат во смирување долготрајно гледано на алергијата, но они генерално симптомите ги смируваат, нели, помагаат за да не биде ултра изложено белодробието на нонстоп на обструкција и ослободување на секрет. Меѓутоа, крајно гледано, најдобро е да се третира со така наречена имунотерапија, еве, особено бидејќи е возрастна жена. Значи, тоа е нешто каде што прима, нели, се тоа во народот се вика вакцина. Меѓутоа, тоа е уствари одредување на алергенот кај неа, се вгризуваат помали дози кон поголеми, и фактички организмот создава антитела против тоа и после тоа се смирува алергијата. Тоа е, се очекува, искрено речено, се очекува дека таа имунотерапија ќе биде крајно најдобар ефект за да се смири самата алергија. И голем број на пациенти одат и се лекуваат на тој начин. Се надам дека помогнавме на пациентката со одговорот. Уште едно прашање, нели, за дете, 6-годишно дете кое што е алергично на глутен, млеко и млечни производи, банана, жито и житорки, може да јаде само пченка и производи од пченка. Прашањето е нешто повеќе околу овој вид на алергија и каде во Скопје може да го донесат детето на понатамошни испитувања. И ова, докторе, извинете, само многу често станаат децата интолерантни на лактоза. Дали има и тоа врска со претходно со доењето, со пиењето на мајката на млеко и млечни производи, затоа што од најрана возраст, од 2 до 3 години стануваат децата, односно. Да. Ние се насмеав затоа што, видите, по принцип вистинска интолеранција, тешка интолеранција на лактоза, на најтешка форма, има неколку форми, да кажам, е релативно ретка. Но постојат форми на интолеранција на лактоза кои не даваат таква тешка клиничка слика, проливи, проливасти столици, нели, водени столици, повраќања, болки стомачни и така натаму, и каде што со мајчиното млеко, да речеме ако сме на доење, поминува период на доење и понатаму постепено, нели, над година дена, односно после 5 и 6 месец почнува дохрана, меѓу 4 и 6 почнува дохрана, почнуваат кашички, и почне да станува шаренолика исхраната кај децата. Меѓутоа, лактозата, интолеранцијата на лактоза не е толку честа сега, од таа секогаш е имало. Меѓутоа, таа генетска може да се, значи тоа е многу лесно денеска да се детектира, има тест со кој што се утврдува дали детето ви е интолерантно на лактоза комплетно, двата гена од таткото и од мајката, или делумно, еден ген од мајката, еден од таткото, или уопште не е интолерантно, него е толерантно. Меѓутоа се насмеа преска кога го прочитавте тоа, затоа што кај нас, на целиот Балкан, значи не само во Македонија, на целиот Балкан, ние многу сме меракли на давање на млеко, особено на кравјо млеко на децата. А сите со тек на време постепено ја намалуваме продукцијата на тој ензим лактаза што е во цревата и у некое време стануваме делумно интолерантни на лактоза. Зборам за целото човечанство. Кравјото млеко не треба да го пијат децата. Еве, јавно им кажувам на сите. Кравјото млеко не е наменето за деца. Тоа е млеко наменето за друг цицач. Козјото млеко исто. Тоа не е наменето за деца. Ние сме под маркетиншки удар на индустријата, па го користиме како храна. Зборам како храна. Во минатото, ако се вратите,
Извинете, само зборувате за млекото Млеко. или за сите млечни производи кои што Млеко. доаѓаат на киселник? Збориме за млеко. Нели? Ќе ви кажам и одма зошто за млеко, а не за млечните. Меѓутоа, ако се вратите 100 години наназад, кога немало млечни формули, формули, вештачки формули, вештачки млека, ние сме биле релативно сиромашна земја. И луѓето немале избор. Имале многу малку избор на храна, па кравјето млеко било едно од компонентите кои што се користеле во исхраната на децата. Меѓутоа, денеска веќе и стандардот е малце подобар, не е како пред 100 години. За разлика од тоа, внесување на ферментирани производи, како што е јогурт, како што е кефир, е веќе друга приказна. Типичен пример за тоа ви е човекот што живеел најдолго на планетава Земја, се вика Ширачи Ферзали, тој е во Гинисовата книга на рекорди внесен. Човек кој што живеел 143 години, а јадел цел живот кефир. Кефирот се пробиотици. Пробиотик значи за живот. Особено ако можете и дома да си го направите, нели? Апсолутно. Затоа сакам ова да го кажам, затоа што ние, да, млекото можете вие да го користите при подготовка на некоја храна, пире кога се прави, например, па да се стави. Да, меѓутоа е многу мала количина на млеко. млеко. Таа е многу мала количина. Не да биде млеко, да се радуваме што моето дете испило пола литро млеко или литро млеко денеска. Не болете му јогурт, ако веќе збориме за тоа. Добро, и прашањето беше каде може да го однесат детето на понатамошни испитувања? Да, тоа ќе го заборавевме. Значи, еве да речеме кај нас во клиничката болница Аџи Бадем Систина има неколку колеги кои што се бават со таа проблематика. Но обавезно би било да дојдат да ги донесат сите резултати што ги имаат до сега. Зошто? Затоа што спомена во прашањето, гледачите спомна во прашањето дека детето прави алергиска реакција и на патлиџан. Може да се случи и на патлиџан да се појави алергиска реакција, иако патлиџанот содржи многу елементи кои што го стимулираат имунитетот. Нели? Ако е само црвенило околу устата, тогаш не го ни третираме како алергиска реакција. Ако се црвенила по тело, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, убаво е да ги видиме резултатите кои што ги имаат до сега, за да може да не се повторуваат непотребно, да не се дуплираат резултатите, едноставно да се направи она друго што треба. Може да дојат слободно, мислам тоа може да се направи кај нас, брзи се тестовите, брза е анализата, резултатите ги имаат. Ако постои алергија, например, на некој од тие храни, тогаш се прекинува за одредено време со таа храна на која што реагира, па се проверува постепено после 5 месеци, 6 месеци или повеќе, зависи од јачината на алергијата. Така и 12 годишно момче со алергија, симптоми кивање и црвенило прима таблетарна терапија и кога ќе ги испие апчињата, му поминувано после 3 дена повторно се враќа. Нема алергодиагноза, докторите не знаат на што е алергично детето, што да прават во ваква ситуација. Значи, денеска испитувањата алерголошки се пошироки и пошироки. Значи, порано, она што можевме да истестираме беше во ограничен број. Па идевме на линија да пробаме да видиме каде на што евентуално целата таа анамнеза, меѓутоа денеска имате тестови каде што можат алерголошки, например, на храни, да се испита на повеќе од 300-400 храни. На инхалативни исто така. Така да треба да се види, на крај на денот може да се случи и да нема, значи има повеќе форми на тие алергиски реакции, како што имате асма. Например, асма имате класична алергиска асма, класична, која е најчеста, ама имате други форми на асма кои што не се алергиски. Психогена асма има, например, зборам. Значи, треба да се види добра анамнеза да се земе. И кога исто така го спомнавме и овој пациент, како и претходно детето, беше спомнат глутен. Значи, за глутенот треба да се провери апсолутно. Тестови за глутенска интолеранција постојат прекрасни, со кои што може со сигурност да се каже дали детето е интолерантно на глутен или не. Да, еве гледачот битола со прашање, односно со витилиго по рацете и по телото, како да го спречи и кои лекарства да ги зема? За витилиго, тоа е состојба која што кожните колегите кои што се дерматовенеролози имаат доста студии, доста анализи, доста испитувања
Некогаш витилиго се појавува заради инфекција на кожа со кандида. Треба да се провери дали е во прашање чиста кандида или е она што го велиме идиопатски витилиго. Значи од непозната природа, ај така да се изразам. Меѓутоа, она што во последно време е многу интересно, витилигото почнува да се третира со нешто повисоки дози на D-витамин. Тоа е така наречен, сега да не ги заморувам гледачите, така наречен Коимбра протокол, каде што може да даде добар ефект, значи не излекување, него смирување и подобрување на пигментацијата на кожата. Интересно е што баш за витилигото не ни е мислам вака, кога ќе земете, има одредени објаснувања медицински, ама не е до крај чисто јасно во кој дел имунолошки има корекција. Меѓутоа, тоа пак сега и на овој пациент не би советувал да зима повисоки дози на D-витамин без претходна евалуација и проверка на се она што треба за да се почне. Докторе, многу обширна тема, многу прашања и ќе останат нели неодговорени, затоа ќе имаме, се надевам, наредна прилика, но што да заклучиме, што доколку не се третира алергијата? Имаме многу голем број на опасности. Да, апсолутно. Тоа е прашање за луѓе кои не ќе да се лекуваат. Значи, третман на алергија не е со антибиотици. Прво да дефинираме, затоа што многу луѓе, окей, не треба да ги користиме антибиотиците. Сакам да кажам, лековите кои што се користат за смирување на алергија се најчесто тие антихистаминици ги викаме, ги има повеќе типови. Тие не можат да направат некое, не знам, каква збрка во телото, ај така да се изразам. Меѓутоа, ако не се лекува алергијата, имунолошкиот дел кој што е под притисок, алергискиот имунитет кој што е се посилен, може да доведе до појава на некои понатаму автоимуни болести. Затоа ние треба да го избалансираме имунитетот. Значи не е само да дадете некој лек за да се смири алергијата, треба да се провери имунитетот и да се избалансира имунитетот. Ако е ТХ1 посилен или ТХ2, значи тие два дела од имунитетот, едниот може да доведе до канцер, другиот може да доведе до автоимуна болест. Затоа балансот на имунитетот е клjuč на се. Балансот доаѓа прво со храната, начинот на живот и начинот на функционирање едноставно. Храната, кој ќе кажам, пред се мислам на органскиот дел на храната. Да се потрудиме некако сите колку што е можно повеќе да си најдеме органска, но вистинска органска храна, но што да се вратиме на алергијата со прашината и што во училиштата? На кратко толку може да одговорите, знам дека ги интересира и ова, затоа што децата се нели се почесто алергични на прашина, како да реагираат еве во училиштата? Крајно гледано, ако детето е алергично на домашна прашина или прашина која што има во школа, најефикасен третман крајно гледано би бил нели користење на одредени лекови подолго трајно, тие антихистаминици или имунотерапија, нели тие вакцини што ги споменавме преска, така се викаат, иако не се класично вакцини, и користење на пречистувачи дома. И во училиштата. Па и во училиштата, сигурно. Докторе, ви благодарам за исцрпните одговори. Се надевам дека и гледачите беа задоволни со вашите одговори кои што им ги дадовте на нивните поставени прашања. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вам. И вам, почитувани гледачи, ви благодариме за тоа што бевте и ова попладне заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на Алфа телевизија. 14 часот и 30 минути е времето резервирано за вестите на Алфа. Довидување.